Уште еднаш добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Денес заедно со директорот на јавното предпријатие Македонија ПАТ, градоначалникот на општина Прилеп, председателот на Советот на општина Прилеп, сме во обиколка на увид во санацијата на одредени патишта регионални кои што се вршат во Пелагонискиот регион. За нас е исклучително важно во овој период колку што можеме овој дел на инфраструктурата да го подобриме, овој дел каде што сме на увид во моментов, а тоа е патот кој што води од Галичани кон Кадино село, кон Боротино, кон Кривогаштанскиот регион. Во моментов се санира, меѓутоа од наредната година ќе направиме целосна рехабилитација и реконструкција на овој пат. Многу е битно бидејќи луѓето кои што се занимаваат со земјоделски работи во овој крај, тоа и го бараат од нас и е реална потреба за нив. И јас се надевам дека прво со оваа санација која што не е направена изминатите можеби 20-30 години, тоа генерално ќе го подобриме сега, меѓутоа од наредната година целосно да го санираме овој пат, да го рехабилитираме, се со цел на вистина да излеземе во пред со барањата на граѓаните кои што живеат во населените места. Интензивно ќе се продолжи работата која што имаме, морам да потенцирам одлична соработка и со директорот на јавното предпријатие Македонија ПАТ, да продолжиме во овој регион и во наредните денови да се работи на санација на овие регионални патишта, се со цел, пак ќе кажам, да излеземе во пресрет на граѓаните и да навистина она што сме го ветувале во изминатиот период и како влада го реализираме. Ќе продолжиме со работа покрај изградбата и реконструкцијата, рехабилитацијата на голем дел на автопатишта, експресни патишта, регионални патишта, ќе работиме конкретно и на овиот дел. Сакам да потсетам уште еднаш, тука ја користам и оваа прилика и од овој регион да ги повикам градоначалниците активно со нивните проекти да аплицираат во делот на проектот од Светска банка од 70 милиони евра, каде што се разбира ќе работиме и на подобрување на инфраструктурата и во градовите и во другите општини, со тоа што да активно до некаде до октомври месец, ноември месец аплицираат со нивните проекти, техничко ревидирани се разбира се со цел да издвоиме средства за да помогнеме во делот на локалните патишта. Општина Прилеп не само во градот, туку и во руралните предели прави реконструкција и рехабилитација на патиштата кои што му служат на граѓаните. Морам да кажам дека во програмата за оваа година што општина Прилеп ја има направено, во овој дел од Пелагонискиот регион каде што гравитираат селата Галичани, Кадино село, према Беровци, према Мало Коњари, према Боротино, се рехабилитираат ударните дупки заедно со Македонија ПАТ, каде што морам да упатам сега благодарност до новиот директор, каде што се вклучи одма после неговото доаѓање. Јас сум уведен дека тоа ќе продолжи понатаму, да ги рехабилитираме сите овие ударни дупки во овој момент, а рехабилитација на овој регионалниот пат од Галичани до Кадино село е договорен во наредните неколку недели да се направи. Сигурен сум дека тоа ќе е во корист на граѓаните на овој дел од нашиот регион и ќе бидат задоволни после направениот овој пат. Нема да застанеме тука, ќе продолжиме и на регионалниот пат према од Тополчени до село Канастарци. Јавното предпријатие Македонија ПАТ ќе учествува со неколку проекти во наредниот период во Пелагонискиот регион. Еве, еден можам да кажам, денес почнавме проект од општина Долнени, Црнилиште до општина Чашка. Прв пат после 50 години се асфалтира тој пат. Значи за 60 километри се скратува патниот правец од општина Долнени, значи граѓаните нема да можат повеќе да одат преку Плетвари, директно преку Бабуна, ќе се приклучат на автопатот Велес и за 60 километри патниот правец према Скопје ќе биде пократок за граѓаните. Исто така сакам да потенцирам дека Македонија ПАТ ќе учествува и со хоризонтална и вертикална сигнализација. Еве видовте и самите, Битола Прилеп Битола е комплетно обележен, ќе се продолжи од утре према Плетвар да се бележи, се со цел да граѓаните на Пелагонискиот регион после долги години да имат патишта слични или приближно исти со европските стандарди.